Поедноставување на постапката за полагање ловечки испит и измени на законот за ловство најави денеска од Равна река Пехчево министерот за земјоделство Љупчо Николовски на стартот на ловната сезона и на средбата со пехчевските ловџии. Тој истакна дека усвојувањето на законските измени се очекува за идниот месец. До сега се полагаше електронски и целиот процес беше комплициран и со низа дополнителни непотребни трошоци за кандидатите. Сега, со измените што ги предложивме, ќе се врати претходната форма на полагање на ловечкиот испит, односно ќе се укине електронското полагање и кандидатите кои сакаат да го имаат ловечкиот испит ќе полагаат по многу поедноставна процедура. Николовски најави ревидирање на договорите за концесии на ловиштата, но и распишување на нови концесии по изборите. Владата планира реално да им помогне на концесионерите преку напредување и доделување на повеќе средства кои што веќе се обезбедени преку програмата за развој и унапредување на ловството, како и за одгледување и заштита на дивечот во репроцентрите. Ова е добар абер за пехчевските ловџи кои 10 години не можеа да добијат концесија на двете ловишта Сараево и Чифлик. По правило треба шумско стопанство, тоа кај наша Равна река, треба да го чува дивечот. Они немаат право да издаваат дозволи за лов. И сега тука тоа го користат сите, значи неконтролирано се оди на лов, одат и ловџи и неловџи. Во Македонија има 266 ловишта, од кои 122 се за крупен и 144 ловишта за ситен дивеч.